Владата ќе одлучува кој од трите обвинителки и судијата од кривичен ќе биде нов државен јавен обвинител. Позитивните мислења кои ги даде Советот на јавните обвинители ги чекаат официјално, а потоа еден од нив ќе оди како владин предлог до собранието, потврди премиерот. Чекаме да дојдат мислењата од страна на Советот на јавни обвинители. Откако ќе дојдат официјално, ние како влада ќе се произнесеме и ќе го дадеме нашиот предлог до собранието. Веде државната јавна обвинителка Анита Тополова Исајловска, обвинителките Ленче Ристовска и Лидија Раичевиќ, како и судијата Ненад Савевски, добија зелен картон за да ја продолжат трката за прв човек на јавното обвинителство. Сите четворица кандидати според Советот се квалитетни и треба да добијат еднаква шанса пред владата за да станат републички обвинител. Од игра отпадна Владимир Панчевски, кој според членовите не го исполнува условот од 10 години непрекинат работен однос или активен и непрекинат стаж до моментот на пријавување. Тој пак ја објави потврдата од кривичен суд дека од 2008 до 2020 година има непрекинат работен стаж и смета дека законот бара само поседување на соодветниот стаж како стекнато право. По ваквата одлука тој преку социјалните медиуми првично најави кривична пријава за членовите, а потоа побара институциите да постапат по допрен глас. Оваа кривична пријава е одраз на трулиот судско-обвинителски систем и предизвик јавното обвинителство и МВР да отварат постапка по допрен глас и да расчистат со контаминираните кадри кои незаконски одлучуваат, потешко повредувајќи ги правата на граѓаните, носат селективна правда и го рушат угледот на судскиот систем. Панчевски во минатото беше осуден на 3,5 годишна затворска казна за злоупотреба на службената положба и овластувања поради злоупотреби со АКМИ системот, односно електронскиот систем за распределба на предмети кај судии. Владата сега треба да се одлучи за еден од четворицата кандидати, а потоа предлогот да го достави до собранието. Новиот јавен обвинител се бира со поддршка од 61 пратеник.